My first comment. Добро утро сите, или добар ден и добро дојавте во нов влог. Почнувам. Прв пат во животов ми падна камерата. Сега сваќам како се случуваат незгоди со камери. Сакаш да снимиш нешто, сакаш да фатиш некој кадар и ти ветувам ќе те пазам од сега натаму. На камерата си збор. Прв час ми е од 8 часот за бајле и првиот испит. Тоест не ми е прв испит, ама имам испит. Можам да кажам дека сум доста позитивно расположен за испитов, затоа што сум спремен. Само ми треба уште еднаш да повторам. Сакам да си повторам од Сабајле за секој случај. Ама сум спремен, ама сум сигурен во себе. Не сакам да давам. Зашо дуваш сега? Часот ми почнува. Ќе се вратам за кратко. Сега. Кога ме слушат. Часот ми почна во 8, сега е 8:22. Но завршив за некои 20 и помалку минути за да се спакувам и сето тоа. Можам да кажам дека сум прилично сигурен, дека сум прилично со самодоверба во себе кога се работи за тестот. Вака се, една работа што ја правам за да до сега, например, барем до сега на факултет не сум подвалил. И една работа што ја правам за да успеам добар тест да напишам. Не јадам пред тест. Сослушајте ме. Зашто не се јаде пред тренинг? Да, точно е дека тешко ти е на стомакот и дека тешко ќе се осеќаш, најаден си, напумпан ти е стомакот, ама има и уште едно нешто. Затоа што стомакот ќе користи многу енергија за да ја свари храната, додека вас ви треба енергија за да вежбате. Истото се случува кога ќе се прејадете и ви се спие. Многу енергија троши стомакот. Затоа не јадам пред, или ако јадам, треба да ми е тестот во текот на денот понатаму. Значи барем 3-4 сати пред тест не јадам никако. Животни хакови со Борнео. Hello, my name is Bono TV. Nice to meet you. How you doing, Macedonia? Today is my vlog here. Here's Kira. You know, I'm Bono TV. You know, Borneo. Nothing special. Here, I'd like to show you my friend. His name is Michael. Hey, Michael, say hi to the audience in Macedonia. Hi audience in Macedonia. Шо правиш, бе? Шо правиш? What are you doing? You guys have a great one. Завршив седење, сега одам на кај час и еве ми ги колегите од часот по глума. Faster than you. Bye. My first convict. Hey. Hello. No problem, bro. Само што завршив со часот со глума и тоа што го видовте беше дел од тој час. Значи ја овде како студирам филмска режија, со тоа морам да покриам се, односно морам да знам се како функционира. И глума е едно од тие. Инаку вака изгледа просторијата каде што ми е часот за глума. А тука исто така држат и други часови. Ама овдека ми е часот за глума. Има едно пијано дека на крајот. Имаше уште едно, ама врска немам каде, ама има едно таму. Тоа значи малку да јадам и пак ме пуштија точно 10 минути порано пред да се направи гужвата за ручек. Нешто се случува, нешто има таму.
Сега ќе видиме што е. Јако. Се пријавувам за лотарија за да освам точак. Ево го точакот. Ке го возаме зашто не. Завршив со јадење и завршив со часови. Сега малку сакам да поучам, да средам сето денеска и некои работи што имам за утре, па после тоа да дам во теретана. Пред тоа да го направам, сакам да одговорам на некои прашања што ги добив. Митко Филипов, Бона, сакам да прашам дали е добро да едам секој ден навечер овоше или не, и ако не е, што ми препорачуваш и дали е добро да правам вежби пред легнување, тие што ги покажа за топење вишок. Вака сега. Значи, кога ќе го изедеш ти овошето во текот на денот не е битно, затоа што пак тие се калориите на крајот на денот што ги внесуваш. Косата ми е малку како планина. Кога станува збор за вежби, ова е работа што не ја знаев, ама ја дознав и после тоа кога пребарав сватив дека е стварно вистина. Значи, на сабајле сме многу помалку ефективни кога станува збор за трчање, воопшто било какви вежби, него ли навечер. Например, ако станам да трчам од сабајле, многу потешко трчам 5 километри, него ли како би ги истрчал попладне или навечер. Затоа што на сабајле тие 5 километри ќе ги истрчам за 25 минути, а после тоа ќе ги истрчам тие можеби за 20 минути. Подобро е да вежбате на сабајле, затоа што така е потешко и така многу повеќе калории се трошат. Се надам дека ви одговорив на овие две прашања. А сега продолжувам со учење. Сакам да одам до теретана, ама имам 1 сат да одам во теретана, да истрчам барем 5 километра, да одам да ги завршам вежбите, да јадам и да се вратам назад. Ќе држам вака блиску, да не ја наврне. Точно под чадарот. Пак врне на косо. Оф, мој мајко. Стигам уште малку. Уште малку. Толку е. Истрчав 4 километра и ги поминав вежбите на брзинка со многу помалку паузи. Ама мислам дека стигам. 10 за 5, не стигам. Сакам стварно многу да ви се заблагодарам што ги гледате влоговиве вака до крај. И ако сте во моментов до крајот на видеото, сакам да ви се заблагодарам многу затоа што знам дека сте еден од лојалните фанови и знам дека расте овој канал буквално како фамилија. И не знам кој од вас ја памтите песната Патуваме за Пехчево. Немам пијано во соба, ама имам гитара во соба. Патуваме за Пехчево, многу ни е весело. Слушаме југото на Боби, цели срекни, базери полни. Се гледаме утре со нов влог.